Земите членки на еврозоната и дадоа рок на Грција до крајот на неделава да понуди предлог за реформи во замена за финансиска помош со која би избегнала банкрот. Грчкиот премиер Алексис Ципрас треба до петок да го презентира предлогот, но германскиот канцелар Ангела Меркел побара од Ципрас да го изложи планот до утре, со цел таа да побара одобрение од Бундестагот за продолжување на преговорите во врска со новата програма за помош. На итниот самит во Брисел, лидерите на 19 земји од еврозоната објавија дека во недела ќе се одржи самит на сите 28 земји членки на Европската Унија, на кој ќе биде расправано за иднината на Грција. Премиерот на Шпанија, Маријано Рахој, изјави дека Грција е решена да понуди нова програма и таа ќе биде разгледана на самитот во недела. Францускиот председател Франсуа Оланд изјави дека Европската централна банка ќе обезбеди грчките банки да имаат минимум ликвидност барем до недела. Ситуацијата во Грција се влошува, банките веќе втора недела се затворени, повлекувањето готовина од банкоматите е ограничено. Италијанскиот премиер Матео Ренци оцени дека во прашање е целата Европска Унија. Se è l'Europa della crescita, della ricerca, della cultura. Вистинскиот проблем е каква Европа градиме, дали е тоа Европа на развој, цврсти основи и култура или Европа со бирократски регулативи, изјави Ренци. Грција нема многу време за понуда на новиот план, доколку Европската комисија, Меѓународниот монетарен фонд и Европската централна банка го одобрат, министрите за финансии на Европската Унија ќе се состанат во сабота, за да препорачаат отварање преговори за условената финансиска помош за Грција, а тоа би требало да го потврдат лидерите на Европската Унија во недела. Председателот на Европската комисија, Жан-Клод Јункер, изјави дека Брисел има и конкретен план за евентуалниот излез на Грција од еврозоната.